Здраво, јас сум Никола Марковски од Струга. Струга ја напуштив по завршувањето на средното образование. Заминав во Москва да студирам физика на Универзитетот Руден. После студиите во Москва одлучив да одам во Минхен да магистрирам. Бев дел од катедрата за применета физика во областа на термонуклеарна фузија и физика на плазма. После тоа работев како научник во Макс Планк Институтот за физика плазма во Минхен. Кога се вработив во Брако, односно во Grid Machine, работев на проект. Целта беше ова возило да се преправи од дизел верзија во електрична, но имаше услов да се намали испуштањето на прашина на исто. Системот е наречен REX, тоа е акроним на рециркулирачки коанда систем и истиот е подаден за патентирање. Па се вратив во нашата држава затоа што ни е татковина и ми е дома. Сакам да творам во Македонија, заедно да просперираме, да одиме напред. Убаво е што можеме овде, како македонци, да покажеме дека можеме да се надпреваруваме со светот и да победуваме. Секако дека може, но за споредба или за некаква паралела, сакам да нагласам дека е добро и овде повеќе да работиме, повеќе да учиме, да сакаме напредок и нашите работи да ги покажуваме на дело. Па, огромна мотивација е тоа што са наша директна конкуренција се производите и фирмите од Западна Европа. Интересно е што мора да се надпреваруваме со нив, мора да создадеме и подеднакво добар или подобар производ за да може да конкурираме на европските и светски пазари. Да се биде во развој е на моменти напорна работа. Тоа значи дека константно се соочуваме со проблеми, како што е во развојот на нови модели и нови машини, така и со одржување на постојните модели. Фактот што нашите возила се застапени на сите светски пазари, на сите континенти, не тера да напредуваме во нашата работа, не тера да се соочуваме со различни побарувања. Ваша порака како за крај на овој разговор? Моја порака за крај на овој разговор е сите треба да си ја сакаме Македонија, сите треба да учиме, да напредуваме и да работиме повеќе.